По 12-ти пат во општина Македонски Брод се одржа манифестацијата Костенијада, чија цел е промоција на овој надалеку познат плод од поречието, кој што е бара на пазарите не само во Македонија, туку и во соседните држави. Овој настан е една од најзначајните манифестации за поречието кои се случуваат во текот на годината. Настанот започна со изложба на ракотворби и цртежи изработени од костени од страна на најмалите во градинката, учениците од основното училиште Свети Климент Охридски од овој град, подрачните училишта во селата Манастирите Самоков, творби на децата со посебни потреби, а во изложбата се вклучи и учениците од гимназијата Свети Наум Охридски. Дојдовме на идеја да ја наречеме Костенијада, бидејќи костенот, поречкиот костен е надалеку прочен на пазарите во Битола, Прилеп, па и Скопје, а во поново време дури имаме и голема побарувачка за извоз. Ова е еден вид природен костен кој што не се калеми, него самото поднебе излегува и со многу вкусен квалитет и многу има шеќерни единици. Мислам дека околу 12% има шеќерни единици, тоа е еден од врвните квалитети на костените. Инаку манифестацијава преминува и во туристичка атракција, каде што имаме доста посетители од Прилеп, Скопје, Кичево, Крушево, претежно од поблиските градови, меѓутоа манифестацијата е доста посетена. За нашиот град представува нешто најубаво. Манифестација од единствен вид е кај нас. Нешто така имаме и за Великден и тие се основни две манифестации во градот. Подготовките течат веќе кај нас еден месец, а другите секој спрема потребите. Како се подготвувате? Ние во градинката моментално со игри, некогаш и учествуваме со изложбата, со изработка на костени, некогаш со благо правење од костени и така некои специјалитети. За сите учесници имаше благодарници, а најмалите пак од градинката за сите присутни приредија свечена програма. Продажбата на костењето е една од поглавните земјоделски гранки кои носат приход за поречани. Токму затоа на манифестацијата имаше представници од Министерството за култура. Поречието е познато по костенот, значи ние изобилуваме со големи количини на костенови насади и токму ради тоа што изобилуваме со големи костени ја представуваме оваа костенијада со цел да ги запознаеме граѓаните во Република Македонија дека вистина имаме најквалитетен костен во Република Македонија. Тоа го докажуваат благоста на костенот и изврсниот квалитет. Како Министерство за култура биле поддржувани во други години, не знам ова година дали беа насочени, мислам дека Министерството за земјоделие да добијат повеќе поддршка тие земјоделски производи како оризот, што е гравот, тие такви манифестации. Од ова сега што се прави, тоа се користи, мислам дека од нивните дедовци, прадедовци, од нивните родители. Меѓутоа треба многу повеќе да се работи на тоа, нели?
ова се некој пат што било тоа засадено, сега го користат, меѓутоа тоа ти е како расат, кој на друго треба повеќе да се поттикни крајот, сам со производство, затоа што така овој костен е со посебен И вкус, со костенот посебно треба да влезе во субвенционирањето како сите овошја, Да, како така. сите производи досега, подкрепени да бидат од Министерството за земјоделие, тоа ќе го побараме. До сега нема нови насади? Не, не. Нема. А, Ова се, тоа кажувам, дека од дедовците што ова сега се уште се произведува и се користи, тоа е тоа, меѓутоа мора да треба да има уствари. На манифестацијата присуствува и голем број на културно-уметнички друштва, како од Македонски Брод, така и од Прилеп, Битола, Новаци, Радовеш и Свети Николе. По завршувањето на изложбата пред платото на Домот за култура се формираше колона со сите присутни, кои започнаа со свечено дефиле, од домот преку реката Треска па се до центарот на Македонски Брод, каде на градскиот плоштад се одржа централниот дел од прославата. Пред присутните со своји точки се представија сите културно-уметнички друштва.
Публиката уживаше во македонскиот мелос и прекрасната изведба на народните песни ора карактеристични за повеќе крајеви на државата. Od zvezdeni noći, ljubov kaj se raja, vino kaj se pije, pesna kaj se pe. Od zvezdeni noći, ljubov kaj se raja. Освен културната програма, учениците од Средното угостителско училиште на плоштадот подготвија и мала сладка закуска, односно специјалитети од костен кои се продаваа по символична цена. Овие сладки се направени од костен и ги направивме ние учениците со помош од професорите. Овие сладки сега ги продавате на тие што се присутни на манифестацијата? Да, кој колку што може за едно парче. Собраните средства каде ќе се донираат? Па претходните години собраните средства се дава на хуманитарна акција, а ова година се за тоа за кај што ќе се одвива праксата. За нас учениците од угостителската туристичка насока. Додека од една страна публиката уживаше во музиката, низ воздухот се ширеше прекрасната арома на далеко познатиот поречки печен костен, а присутните исто така ги прилекуваше и костеновиот мед. Вие сте редовен учесник на костенијата која секоја година се организира тука во Македонски Брод. Да. Тука се печат костени, многу убаво мирисаат. Да. Секоја година јас печам. По што е познат поречкиот костен? Па по вкусот. Многу е благ и убав. По што се разликува од останатите костени? Па некој има, ако се некоја година реđат костените, некогаш е благ костенот, ако е суша, ако е дожливо немат. Послабе костенот, мисла, се расипуваат. Ова година како е? Ова година е многу добар. Кој претежно го бара овој костен? Каде го пласирате костенот? Кој го бара? Ами зависи, некои по пазарите ги продаваат, некои на големо ги откупуваат, ама секоја година немат, некоја година имат, некоја година немат. Зависи од кога. Каде се одгледуваат овие костени, на специјални насади или тие дрва се сами никнати во природата? Па некои има што ги садат, некои има сами што никнуваат и ги одржуваат. Дали костеновиот мед е подобар од другиот? Кажуваат дека костеновиот мед е многу подобар од другиот, без разлика, и тој е убав, ама овој поубав затоа што има многу повеќе витамини и све тие додатоци што требаат на организмот. Колку е баран? Баран е многу го даваме во Скопје, тето во Гостивар, во Македонски Брод и така. Собстојует, мислам. Ако сака човек да работи, ти има екзистенција. Еве јас имам 1 тон годинава собрано. Дали имате нови насади? Не, сега за сега, планирам, мислам. Тие се самоници појќе растат, се садев една година и си суши, фати сушата и...
Треба ли да има субвенции за костенот, поголема поддршка? Треба, ама тоа државата зависи. И уште ние вака по старите, младите не интересираат. А има доста, од костенот има, сега и 2 евра кило. И го нема, мислам. Поречани се надеваат дека оваа манифестација од наредната година ќе биде поддржана и од државата, за да може уште повеќе да го афирмираат костенот, но и сите производи кои што се добиваат од него. А од друга страна, костенијадата да стане вистински туристички бренд на општина Македонски Брод.